Целта на оваа трибина е да го поттикне прашањето за спроведување на пописот кој што неуспешно беше спроведено, односно не беше довршен во 2011 година. Оваа денешна трибина е дел од серија трибини што се случуваат во Македонија низ државата. Првата беше во Тетово, ова е втора, ќе продолжиме натаму и во други градови во текот на месец јуни. А целта е да го презентираме нашето истражување, наодите кои што ги добивме со истражувањето за сите аспекти на пописот, за користа од пописот и од другата страна за штетите од неговото неспроведување. Да, кои сте користите на кратко, кои штетите според вас, според истражувањето? Па, користите и штетите се врзани, значи почнувајќи од угледот на државата, значи ниту една држава не може да биде третирана за сериозна, со сериозни и функционални институции доколку не биде способна да спроведе попис на населението. Понатаму сите политики, вклучувајќи ги и социјалната, и економската, и земјоделската, и образовната, и транспортната, било која политика не може да биде планирана успешно и сериозно доколку не ги немаме податоците од пописот. На крајот на краиштата и сите проблеми кои што ни произлегуваат од овие непризнавање на избори, недоверба кон избирачкиот список, недоверба кон институциите, произлегуваат од тоа што институциите не беа во можност да преброат колку население живее во Македонија, со што тоа население се занимава, колку имаме работоспособни лица, колку имаме лица вон државата и така натаму. Од ова малку што го видов во флаерот, предлагате ли нова методологија на попишување? Ние предлагаме пред се востановување на јасна политичка волја дека попис мора да се спроведе. Тоа е почетната точка од која што мора да се појде. Понатаму предлагаме недвосмислена и доследна законска рамка, бидејќи ако се сеќавате, основата за кавгите околу пописот и неговото неспроведување беа околу толкувањето на законите и односно членот 6 од законот за попис, значи опсегот на населението кое што ќе се попишува. Значи законската рамка мора да биде јасна и недвосмислена и чекор понатаму таа методологијата на спроведување на пописот исто така треба да биде јасна и да се спроведува подеднакво низ целата територија на Македонија. Доколку сето тоа се случи, има услови за нормален попис, ние токму тоа го бараме и би нагласил засилен меѓународен мониторинг, бидејќи голем дел од граѓаните немаат доверба во начинот на кој што институциите ги спроведуваат овие операции. Значи засилен меѓународен мониторинг со утврдена законска методологија и утврдена законска рамка и утврдена пописна методологија би довеле до успех. Имате ли средби со институциите и има ли повратно нив дали и кога би имало попис? Значи ние нашите наоди и нашите препораки ги испративме на секаде, но мислам дека со оглед на тоа дека оваа година нема предвидено во буџетот средства за спроведување на пописот, не е за очекување дека ќе се склучи, а со оглед на тоа дека една од нашите главни претпоставки е дека нема политичка волја за спроведување на успешен попис, не веруваме дека може во скоро време да се случи доколку не се промени политичката волја.